Следува рубриката Скопски агол. Бети, добро утро. Што е во фокусот на Скопски агол утринава? Добро утро. Денеска ќе зборуваме за врсничкото насилство. Со нас во утрински брифинг се две млади девојки од Црвениот крст на општинската организација на Кисела вода, кои што го промовираат проектот Играта на зборови може да повреди. Станува збор за Маја Наумовска и Магдалена Бојковска. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро и на вас. Ви благодариме што утрово сте заедно со нас за да споделиме информацијата всушност за проектот кој што веќе е започнат со реализација. Тоа е проектот Играта на зборови може да повреди. И верувам дека ќе придонесеме за подигнување на јавната свест и промоција на овој проект кој што се случува всушност од страна на Црвениот крст. Маја, еве би започнале со тебе, така некако природно ни дојде. Кажете ми како се случи да дојде до реализација овој проект, од каде потекна идејата, кои се очекувањата, кои се целите, еве се поред. Најпрво сакам да споделам информација дека Црвениот крст, како што добро знаеме, действуваше и работеше во услови на пандемија со COVID-19, со што и општинската организација на Црвен крст Кисела вода можеше да го согледа директно влијанието на оваа пандемија врз младите. Всушност, собраното искуство на терен произлезе и состојбава да се соочиме со ваков еден проблем за кој јавноста и не е толку свесна. Станува збор за врсничкото насилство на социјалните мрежи, односно сајбербулингот, кој што меѓу младите, особено меѓу адолесцентите, е и тоа како изразен. Ние ќе превенираме преку проектот во две фази. Меѓутоа, она кое што ние како цел е да ја подигнеме првично јавната свест за постоењето на проблемот, а потоа да го редуцираме омаловажувањето, злоупотребата, исмејувањето и ред други негативни особености кои што еден човек може да ги поседува. Магдалена, колку време ќе трае овој проект и како ќе се одвива, како ќе се реализира? Самиот проект е предвиден да трае 4 месеци. Ние сме веќе започнати и истиот започна со реализација уште од март месец. Предвиден е да продолжи понатаму, секако доколку има потреба и доколку ние тоа го видиме на терен. И од сите јавувања од страна на адолесцентите и граѓаните. Планирано е да се одвива во две фази. Фаза на превенција и фаза на поврзување. Веќе сме во фазата на превенција, каде што имаме едукативни предавања, благодарение и со поддршка на СВР Скопје во сите основни училишта, а ќе ги опфатиме секако и средните, затоа што сметаме дека целата оваа ситуација значи не се одвива само помеѓу најмалите, туку напротив се повеќе изразена благодарение на новата технологија и онлайн учењето и кај луѓето што се веќе во повозрасната група. Така, споменавте дека ќе ги опфатите училиштата, меѓутоа јас би сакала малку подетално да останеме се уште на ова прашање. Како ќе се одвива? Дали ќе се одвива онлайн, дали ќе се оди по училиштата, бидејќи знаеме дека веќе наставата не се одвива во училиштата. И сметате ли дека на тој начин преку онлайн едукација ќе се постигне истиот ефект како што би било доколку отидете таму и ги погледнете во очи луѓето, децата им кажете дека булингот не е добар? Токму така, значи ние веќе започнавме со онлайн предавања и такви информативни едукации. И може да забележиме дека покрај тоа што со онлайн кај нив заинтересираноста е голема. Значи тие веќе ги искажуваат своите искуства, своите ставови во врска со оваа тема, дури често знаат да споделат со нас. Исто така можеме да забележиме дека навистина на дневна основа имаме голем број најавувања на нашата телефонска линија, како и голем број на анонимни пораки кои што пристигнуваат на нашата мејл адреса, така што заинтересираноста од страна на нив навистина голема и не е намален интензитетот и покрај тоа што веќе онлайн се одвива. Може ли да ја кажеме на телефонската линија бројот на кој што може да се јавуваат? Секако, секторот за внатрешни работи Црвениот крст на Република Северна Македонија општинска организација Кисела вода токму во рамки на овој проект формираа телефонска линија која гласи 071 30 30 11. Дополнително имаме електронска пошта која функционира исклучиво во рамки на проектот. Таа е mladi.redcross@redcross.org.mk. Јас верувам дека навистина младите ќе се охрабрат во иднина да ги пријавуваат случаите на сајбербулинг или евентуално да земат можност и да стекнат доверба во нас за всушност да разговараат отворено на оваа тема, затоа што подигнувањето
подигнувањето на јавната свест за оваа тематика навистина е повеќе од потребно во овој момент. Маја, споминавте дека тука е вклучен и СВР Скопје се вклучени во целата оваа кампања. Јас и досега сум известувала за слични вакви кампањи, меѓутоа ретко кога се случувало да бидат вклучени и органите, државните органи, секогаш тоа било само на едукација и зголемување на јавната свест. Како се случи токму со работката со полицијата? Така е, овој проект всушност е проект кој што е финансиран од Црвениот крст на Република Северна Македонија и секако дека она што ни беше главна цел и приоритет беше да се поврземе со останатите институции кои што се надлежни за оваа проблематика. Како што напомена Магдалена, проектот е фаза на поврзување и фаза на превенција. Во фазата на поврзување исклучително ни беше важна соработката со одделението за превенција при секторот за внатрешни работи, затоа што сепак тие според кривичниот законник знаат да постапат најсоодветно со оние поодминати фази на сајбербулинг, каде што веќе Црвениот крст не може да превенира само со прва психолошка помош и психосоцијална поддршка. А ги имали во голем број овие поодминати фази за кои што зборуваме? И веќе имали работа тука во овој проект секторот за превенција? Морам да напоменам дека веќе функционираме 2 недели и се опфатени 2 училишта, а од самите тие 2 основни училишта произлегува околу 25 или 30 повици на дневна основа, кои што дополнително се проследени со мејлови и 2 случаи на сајбербулинг кои што се веќе во подмината фаза и секторот за внатрешни работи всушност работи по натамошна интервенција и образложение на самата проблематика. Така, може ли да направиме една компарација во каква состојба се машките во однос на женските? Дали повеќе се заставуваат на некој начин на социјалните мрежи и лично девојчињата, момчињата? Морам да напоменам дека навистина насилниците ете на некој начин или лицата кои што го вршат овој сајбербулинг се навистина мешана категорија и момчиња и девојчиња. Меѓутоа најчесто во оваа категорија спаѓаат дечиња кои што се навистина поповлечени или издвојуваат на некој начин од групата и затоа многу често се создава простор за да се случува ваков дигитален простор каде што се случува тој сајбербулинг. Јас верувам дека во иднина и таа разлика помеѓу момчињата и девојчињата ќе се намали и дополнително ќе влијаеме на младите да размислуваат пред било што да изговорат или да напишат на социјалните мрежи, затоа што сето тоа ги кошта понатака многу во рамки на оваа проблематика. Така, би зборувале малку и за линијата која што ја споменавме. Се јавуваат, велите, веќе има интерес. Дали се јавуваат во лично име, се охрабруваат да пријават дека се тие жртви на булинг или пак сакаат да пријават дека нивното другарче е можеби жртва на насилство? Морам да напоменам дека ние отворивме 2 можности, тоа да биде преку кажување своите лични податоци или евентуално анонимно. Меѓутоа процентот е горе-доле негде еднаков, затоа што тие случаи кои што веќе се пријавуваат со сопствено име и презиме, затоа што веќе се во подмината фаза на врсничко насилство и тоа го препознаваат и претходно се труделе, меѓутоа сватиле дека нема излез од ситуацијата доколку не побараат помош од некој стручен и надлежен човек. Така да во ситуацијава навистина имаме и анонимни пријави кои што секако понатаму секторот за внатрешни работи согласно досие ќе ги разработува истите. Така, ова нова денешница, начинот на кој што живееме и тоа што децата не одат во училиште, односно учат од дома, можеби спречи да се развива физичкото насилство, кое што и тоа како беше застапено во голем број училишта, основни и средни. Сега нема тако физички контакт, овој сајбербулинг за кој што зборуваме навистина застапен. Што мислите? И вие сте млади и до неодамна сте биле нели и во ученички и студентски клуби. Што е потешко, да се биде жртва на сајбербулинг или на физичко насилство? Првично, всушност, овој проект беше наменет да биде како врсничко насилство, односно како исклучителен булинг. Меѓутоа, согласно ситуацијава, ние согледавме дека всушност психичкото насилство е она кое боли до коска, така всушност гласат и оние реченици кои што измеѓу редови се читаат во самиот проект. Зошто? Затоа што психичкото насилство е она кое остава подлабоки трауми во самата личност и многу голем проблем представува тоа што не можеме да го детектираме самиот случај од веднаш од само видување или од еден физички контакт.
Тоа всушност го сподели како информација и секторот за внатрешни работи, кој што говореше дека навистина ќе ни предстои период каде што ќе треба да се вложиме максимално како екипи од Црвениот крст и екипи од одделението за превенција за да го откриеме всушност и детектираме ваквиот случај, затоа што сите повлечени дечиња и оние деца кои што всушност претрпуваат низ ваквиот процес не се охрабруваат од одма за да тоа го споделат јавно. Така. И само уште пред крајот на разговорот, еве Магдалина би ја прашала дали кои беа оние членови на Црвениот крст кои што се сликаа со транспарентни против булингот. Овие фотографии можеа да ги видат и нашите гледачи во текот на разговорот. Верувам дека беа можеби ваши соработници од Црвениот крст. Токму така, значи самите дечиња кои што се сликани со овие пароли, јас би рекла, се пред се наши волонтери, деца кои што секојдневно се со нас на терен, додека пак исто така морам да ја напоменам соработката со Фросина Левковска, таа е нашиот фотограф која ни е неизмерна поддршка во текот на годините и нормално, секако со нејзина поддршка беше изреализиран самиот проект, ќе продолжиме со соработката и понатаму, така што веруваме дека нели се понатаму ќе ни се одвива во еден успешен правец. Така, претпоставувам дека оваа кампања завршува веќе со крајот на учебната година. Има ли веќе планови дали од наредната учебна година ќе започне? Секако доколку постои значи можност за нешто такво, ние ќе продолжиме понатаму затоа што сметаме дека ова е повеќе од потребно помеѓу денес, помеѓу сите нас младите и на некој начин ќе им помогнеме, ќе ги охрабриме што претходно напомена Маја, сите оние кои што се дел од сајбербулингот, нели да го искажат својот проблем и на некој начин да се справат со тоа. Така, Магдалина и Маја, ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Верувам дека на некој начин и ние дадовме свој придонес во тоа да се зголеми свеста за опасноста од сајбербулингот, меѓутоа и од воопшто врсничкото насилство во секоја форма. Ви благодарам за учеството во емисијата. Благодарим и на вас и веруваме дека нашата кампања ќе допре до што поголема маса на луѓе и дека навистина ќе се обидеме да ја постигнеме нашата цел. Благодарам на вас. Ние се одјавуваме од центарот на градот, во близина сме на Дар Џамбас, домот на хуманитарни организации, каде што се и стационирани активностите на Црвениот крст на град Скопје и се надевам дека, како што реков, оваа кампања и сите наши зборувања и известувања во медиумите ќе допрат до младите и ќе се освестат на некој начин за опасноста која што ја прават секундовно предизвикувајќи врсничко насилство.